Safe City е дека тоа е измама и сега како што кажав да ги берат парите од народот, па донесува некои закони лудачки деме, а како возел дупло повеќе од дозволеното ќе му се одземи колата, ако возел пиен, ако не знам што направил, ќе му се одземи колата, поточно колата може да вреди 2000, може да вреди 100.000 и ќе му се одземи. И државата ќе ја конфискува. Па ајде да направиме Safe City, па да има камери и да направиме она што го кажав потекло на името, конфискација на све што е украдено. Ајде секој функционер од 1991 како независна држава да му се провери имотот, да видиме од каде го стекнал, независно дали починал, не починал, кој го наследил, да се оди по таа линија. Ајде да направиме Safe City, да имаме тотална контрола, не можеме камери да поставиме, ама да испитаме све што е потребно, кој се занимава од политичарите, почувајќи од премиерот, председателот, па до советниците по општините, па за тоа да зборуваме малце повеќе. Лесно е да направиш Safe City, да поставиш камери и како некој идиот и малумник да му ги бериш парите на граѓаните. Возел 52, возел 54, па толеранција по ова. И сега ние како народ се лажиме, гледај колку е добро, стварно ќе испречат овие што возат на партизански или по други булевари низ Македонија по 200 километри и нема да не убиваат. Мене ми стигна за 51. Да, тебе ти стигна за 5, ама еве како што рече ќе дајат некоја толеранција од 5-10%. Во ред е тоа. Значи зборот ми беше, ако веќе се поставува Safe City, се поставува сегде низ Македонија,